Почитувани, СДС го укина најавеното и планирано покачување на пензиите. Над 300.000 пензионери на собствена кожа ќе почувствуваат неодговорната политика на неспособната влада на Заев. Според информациите кои деновиви излегува во медиумите и во јавноста, пензионерите оваа година нема да го добијат планираното зголемување од 5% на пензиите. Септемвриската пензија ќе биде зголемена за само 180 денари, а не според планираната динамика на владата на ВМРО-ДПМН. За подсетување, владата на ВМРО-ДПМН во декември ги покажи сите пензии за 620 денари. СДС ветуваше грижа за пензионерите, СДС и Заев ги излажа и нив. Пред избори едно ветува, а сега друго прават. Владата на СДС го напушти концептот на линеарно зголемување на пензиите, односно еднаков износ за сите пензионери. Со нивниот концепт, побогатите пензионери ќе добијат повеќе, а посиромашите ќе добијат помалку. СДС планира наместо законските 5% на пензионерите да им додели само символични 1%, односно најниските ќе бидат зголемени за 180 денари, а за 500 денари ќе бидат зголемени само највисоките пензии. Не е прв пат пензионерите да бидат доведени во заблуда од страна на владите на СДС. Во претходните владења на СДС, тие не одвоја ниту 1 денар повеќе за нив, туку дополнително ги оштетија пензионерите со намалени пензии за 8% кои никогаш не им беа вратени. Пензионерите паметат и дека во време на СДС имаше нередовна исплата на пензиите. Пензионерите беа поделени на 3 групи за исплата. Едните ги добиваа своите примања на почетокот на месецот, вторите на средината и на третата група ги добиваа на крајот на месецот, а исплатата за нив често се префрлуваше и во наредниот месец. Кога ВМРО-ДПМН воспостави пракса за редовна исплата на пензиите, најдоцна до 7 во месецот, истата пракса ја спроведуваше се до декември 2016 година. Владата на ВМРО-ДПМН го смени ваквиот игнорантски однос на државата кон пензионерите и воспостави пракса на почитување и грижа за истите. ВМРО-ДПМН овозможи континуиран раст на пензиите. Во 2006 година просечната пензија изнесуваше 7.684 денари, додека на крајот од 2016 година таа изнесува 13.754 денари, што е за зголемување за 79%. ВМРО-ДПМН ја зголеми најниската пензија, истата од 4.330 денари во 2006 година, ја доведе до 8.895 денари во декември 2016 година, што е зголемување од 105%. ВМРО-ДПМН, почнувајќи од 2010 до 2016 година, им даде можност на пензионерите да користат бањско-климатска рекреација. Таа опфаќаше 6 пансиони, вклучен медицински преглед и платени патни трошоци. Со овој проект се овозможи на годишно ниво околу 5500 пензионери да ги користат погодностите што ги нудеше оваа мерка. ВМРО-ДПМН од 2015 година на пензионерите им овозможи да користат и бесплатен викенд. И истата мерка ја искористија околу 5500 пензионери, што значи дека над 30.000 пензионери ги имаат искористено двете мерки. ВМРО-ДПМН изразува загриженост за ваквата лицемерна политика на владата на СДС кон пензионерите. Категоријата пензионери и нивниот голем број не смеат да бидат заложници на катастрофално лошата финансиска политика која ја води СДС.